Помина речиси 17 години, кога заедно со еден од најпознатите, не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, и во современава наша насущна денешница, фотограф, камерман, а воедно и еден од основачите на првиот портал за документарни репортажи во Република Македонија и продукцијата Мариово филм, и дел од менаџерскиот тим на првата приватна телевизија, телевизија А1, Лука Суша, ја посетивме Охридската регија, поточно речено селото Лапила, каде што не пречекаа мештаните и ни раскажа многу приказни за историското битисување на ова село, за домаќилакот на мештаните, за некогашното полно средсело со народ во селото и за се она што е знаено и незнаено за ова населено место, а сето тоа го преточивме во аудио-визуелен запис за утринската програма Рано ден, која се емитуваше секој работен ден во А1 телевизија. Помина речиси неполна година од нашата средба со Васко Марковски на манастирската слава Света Петка во селото Оровник и за ова село да направам документарна репортажа, кога во неврзан разговор ме покани да направам репортажа и за неговото родно село Сирула, кога на сам ден на празникот Свети Атанасије, каде што бев дојден во велешкото село Долно Чичево и за него да направам репортажа, ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Васко Марковски, кој ми велеше: "Почитуван господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Васко Марковски од селото Сирула, човекот со кого се запозна во селото Оровник", ми рече. "Се сеќавам, мощно добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Никола, те покануваме да ни дојдиш на гости на нашата црковна слава, која секоја година во црковниот двор ние си се собираме, ем за славата, ем и за селово мое да направиш едно убаво слико, сето село ќе биде збрано онака како што ти умееш да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не пооди долго време, поточно речено неколку дена пред празникот Свети Никола, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Васко Марковски, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добар ден, Васко Марковски од село Сирула ми треба, новинарот Зоран го бара", проговори преку апаратот. "Добар ден, овдека Васко Марковски од село Сирула. Зоране, ти ли си?" Го слушнав гласот на Васко Марковски од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ќе ме израдуваш или?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за Свети Никола ќе дојдам во Сирула", му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, многу народ ќе има. За овој ден дури и од Америка и Австралија сидат", со радост одговори Васко Марковски. Речено сторено што се вели, ден пред празникот посветен на Свети Никола за Охридското село Сирула, тргнав по пладнето со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правеч на Прилеп, според возниот ред, секоја приклученина поаѓа во 20 часов и 5 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо за неполни 2 часа возот помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која човекови ја создава долината на реката Бабуна и планинските горостаси, Мокра планина со Солунска глава, Мочур и Бабуна,
застанувајќи за кратко во многувековното село Богомила, накачувајќи се по падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ, така да речам, 20 промилската стрмна желеничка делница од 20 на километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути, попатно застанувајќи на желеничките станици Гостиражник, Слепче, Бреилово, Сенокос, точно според возниот ред во желеничката станица Прилеп, пристигна точно во 23 часот, каде што ме пречека Димче Ковилковски и Драгослав Миновски, каде што со возилото на Димче Ковиловски во раните утински сати со неговото возило стасавме во селото Сирула, каде што во црковниот двор не пречека Васко Марковски заедно со неколкуте мештани кои ги завршува предпразничните подготовки за празнувањето посветено на Свети Никола, чиј патрон го носи името Свети Никола. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што станавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на мој бесоселани, ми рече. Зоране, навистина се радувам што те гледам, ама и што со тебе, другаров, што саде вес ден го гледаме на телевизорон, во репортажине, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дело менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски. Зоране, ете сите ние, сето село тебе, ти стоиме на располагање за се што ти треба, затоа што ти, леба ми, не само што добро ги познаваш историски безбиднувања во овие краишта, туку и со своето знаење можне добро го познаваш историско духовното битисување на овие краишта, гледајќи те по телевизијиве наши, ми вереам, селаните од селото Сирула. Почитувани мои, откако така да речам си сторивме здравоживо со мештаните селото Сирула, пред да кинисаме ни селото, моите домајчини ме замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за нивното село Сирула, копајќи низ македонскиве и балкански архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Сирула е денствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, па се до ден денешен. Минатото и сегашноста на Сирула е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нерескинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на сирулскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетен за превезот на времето. Селото Сирула илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот Комитопула Никола, македонските комутопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел цар Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владеењето на византискиот император Василий II
од 1018 до 1025 година како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Културно наследство представува наследство на физички материјални артефакти, предмети направени од човечка рака, односно разни добра кои се наследени од претходните генерации или кои настануваат во сегашноста, а при тоа имаат специфична вредност за луѓето, и нематеријални атрибути на некоја група или општество кои представуваат оставштина од претходните генерации и поради тоа се чуваат во денешницата за да бидат зачувани во наследство за добробит на идните генерации. Значи, културно наследство се материјални и нематеријални добра, кои што, како израз или сведоштво на човечкото творештво во минатото и сегашноста, или како заеднички дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни или културни вредности, својства, содржини или функции имаат културно и историско значење. Преку културното наследство се изразува и представува историскиот процес на формирање и живот на еден народ, бидејќи тоа е видлива и опиплива синтеза на елементите што го карактеризираат. Културното наследство влијае на идентитетот на одредена нација, на одредена населба, на одреден регион или држава. Она културно наследство, кое има посебна вредност за целокупното човештво, подлежи на режимот на строга заштита, односно станува објект на светско наследство. Физичкото, опипливото или материјалното наследство вклучува градежни и историски локалитети, споменици, артефакти и друго, кои имаат вредност да се зачувуваат за воиднина. Тука спаѓаат разни предмети значајни за археологија, архитектура, наука или технологија за специфичната култура уметност. По широка смисла на културното наследство, од нематеријалната сфера влегуваат и општествените вредности, како што се традицијата, обичаите, фолклорот, писмото, јазикот, естетското и духовното верување. Во делот на културно, односно духовно наследство, спаѓаат фолклорни добра, јазикот и топонимите. Фолклорни добра се обичаи, обреди, преданија, умотворби, носии, везови, народни песни, приказни, легенди, пословици, гатанки, танци, игри, стари и ретки занаети, традиционални вештини и други изрази од нематеријалното народно творештво. Почитувам. Сирула се наоѓа на северно од Охрид, на далечина од 15 км, на надморска висина од 1050 до 1100 метри. Сирула во минатото
до 61 година било доста населено. Во 1961 година, според податоците што ги имаме, имало 116 семејства со 641 жител. Денес во село Сирула живеат само 20. Кои му се соседни села на селото Сирула? Соседни села на Сирула се од север Злести и Лешани, североисток Куратица, од јужната страна Вапила или Војшта и од западната страна Мешеишта и Требеништа. Так. Каква е комуникацијата и каква била порано до градот Охрид и до соседните села на селото Сирула? Денес до селото Сирула води асфалтен пат кој е изграден откако ние како црковен одбор се зафативме, се ангажиравме и успеавме на некој начин да го вратиме селото во живот. Со другите села комуникација нема, има патишта, макадамски патишта, планински, меѓутоа тие толку и не се употребуваат. Битна е комуникацијата со Охрид. Што се овде ова место во Јатар раѓа и што луѓето порано живееле? Во минатото ова село било сточарско село. И земјоделие, меѓутоа земјоделието не е толку развиено пошто е планинско, али во секој случај селаните за своите потреби имале и земјоделско земјиште за стоката потребно, а и за себе на источната страна од селово има река, има сите бавчи имале и таму сите одгледувале градинарски култури за своите потреби. Успевало све. Успеваше све. Пипер, патлижан, крастајци. Ово да ми кажете, на времето, кај оделе на пазар и со што оделе на пазарот мештаните од селото Сирула? Сирула оделе со коњи, претежно Охрид и Струга. Али најмногу Охрид, пошто Охрид е на 15 километри. Так. Општејувањето на селото Сирула е забележено и во томанскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглуш, со чии атар раководеле Амет Балабан бек и Сари Мула бек во пописниот Дефтер од 1446 година, направен 10 години после востанието на Ѓорѓија Кастриот. Исто така селото Сирула е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од атарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага. Селото е забележено и во томанските пописни дефтери од 1565 година, во томанскиот дефтер од 1570 година, а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото бројало 40 домаќинства, а припаѓало на Охридската каза и имало статус на дрвеџинско село, каде што за безбедноста на патот кон Демикисар постојала стража на местностите Висока Чука и на Страините. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото бројало 44 христијански домаќинства. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Сирула биле Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек. Според податоците од 1873 година, селото имало 60 домаќинства и 166 жители, од кои 146 православни македонци и 20 македонци со мухамеданска вероисповест.
Кон крајот на отоманското владење во селото Сирула постоеле 4 чифлизи, чии чифлик сајби биле Мали Бег, Шалијага, Рифат Ефенди, а името на четвртиот чифлик Сајбија не му е познато, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Во книгата Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника се вели дека во 1879 година селото имало 40 домаќинства и 125 жители. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, е забележано дека селото броело 440 жители. Истиот податок е забележан и во историографскиот запис на езархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, каде што селото броело 440 жители. Дека селото Сирула на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Охридската стручка област, издадена во Белград во 1992 година, за селото го забележал следното. Ова село се наоѓа во Охридското поле, во северниот дел на територијата на општина Охрид. Селото е планинско на надморска височина од околу 1000 метри. Од самиот град Охрид е оддалечено 18 километри. Сирула е планинско село во околината на градот Охрид, на самата граница со соседната област Дебарца. Селото е озбиен тип и не се дели на маала. Мештаните со вода за пиење се снабдуваат од изворите Зенгова чешма, Благунец и Света Петка. Старото село се наоѓало кај изворот Зенгова чешма. На старото село се наоѓа местноста Кутел. Во околината на селото некогаш постоеле два манастира. Едниот на границата со атарот на селото Вапила во местноста Манастириште. Тој бил познат манастир и имал над 6000 грла кози и повеќе монаси. Вториот манастир бил во местноста Света Петка, кој подоцна бил пренесен во селото Велгошти. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Ливајđе, Света Петка, Мартиној Ливајđе, Езерец, Митра Арен, Блажо Нивче, Широка Арен, Топли Дол, Сирулска река, Благуње, Велковска чешма, Манко село, Длаги рид, Турски рид, Кутел и многу други викани места кои се распостилаат под планинскиот гребен во атарот на селото Сирула. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската стручка област за семејните лози во Сирула го запишал следното. Семејните родови на Јанчевци, Марковци, Таневци, Нечковци, Сабрчковци, Бандевци, Младеновци, Гргушовци, Јонгоновци и Ивановци водат потекло од некогашното село Старо село. Семејниот род на Стојановци во Сирула се доселил во почетокот на 19 век од селото Речица,
Бачковци доселени се во средината на 19. век од селото Велмеј. Семејниот род на Марковци во Сирула се доселил во 1878 година, додека пак семејните родови на Трпчевци, Крстановци и Гиновци иселени се во селото Ливоишта. Дело семејниот род на Нечковци се иселил во селото Горно Лакочареј. Семејниот род на Сируловци иселен е во селото Долно Лакочареј, Крстановци во Мислешево, Василевци, Наневци и Граздановци во Охрид. По Втората светска војна од Сирула во селата Велгошт и Лесковец се иселиле 15 семејни родови, а во Охридско 100 семејни родови. Татко ти се викаше, Татко ми се викаше Спасе, мајка ти, мајка ми Стојна. таа од кај беше? Од Сирула, Од од Сирула. татко Велјан, Так. од фамилија Работовска. Така. Колку татко ти беа браќа и сестри? Татко ми имаше еден брат, Тане, и две сестри, Богдана и Борка. Едната мажена во Подмолје, другата во Сирула. Додека твоето, така да речем, потесно семејство, колку браќа и сестри сте? Ние сме двајца браќа, јас и брат Злате и сестра Воскра, Така. мажена во Лесковец. Кога зборуваме за семејниот корен, за семејниот родослов, твојата сопруга од каде е? Мојата сопруга е од Дебрца, од Црвена вода. Од Црвена вода, од познатата Црвена вода, од Илинска планина горе, од Волшебното Самарче, каде што е селото Бача Мацкове, Николевски. Бача и Колевски. Колку Господ ви даде челат? Јас имам две керки, Така, колку нучина? две внучи. Како се викаат? Едното се вика Стефан, другото Борјан. Кој е помило првото или цигарето? Двете. Така. Вие, господине, твоето име и презиме ли се представиш? Јас сум Здравески Стребе. Така, од која фамилија се рече? Здравески презиме, а по разговорите со татко ми со постари од постара фамилија Ставревски. Така. Најстар член што ви има татко ми кажувано се викал Стефан. Од Стефан синој биле Гино и Здраве. Од Гино се после иселени во Ливоишта, а од Здраве останат тука во Сирула. Тој имал 3 синој, Нестор, Иван и Спасе. Така. Јас сум од Спасе. Колку имаш ти Имам. твое семејство, колку има? Јас 20 синој, Игор и Јован. Игор е женет од Битолско, од Битола. Така. Има 2 дечиња, Петар и Марио. Така. Јован е женет од Скопје. Имат керка, моја внука фактички, Иоана, и синче, мој внук, и денес беше тука, Јаков. Кога те се радува душата, кој ќе дојдат да ги видиш или кој ќе си забиде кај што би живеат? Пресреќен сум кој ќе дојдат, и ево денес беше Јаков најмалиот тука и цело време со него се занимава. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската Стручка област за селото Сирула го запишал и ова. Втората половина на 18 век за Сирула е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозлик кој брои околу 200 рами и силеџи, уништен од отоманскиот падишак. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на претходно разорнатата селска црква Свети Никола. Може ли да се присетите на вашата младост, детство, кога овдека народот на сред село ќе се собереа за Божик, за Великден, за Свети Никола, за Илинден и за сите наши празници православни македонски? Можам да се присетам како дете, сите ги памтам сите тие празници, ви кажувам дека имаше по неколку ора, посебно на Великден, на денешниот ден Свети Никола, по
црквата, поготово што црквата наша поноси името Свети Никола. На овој ден се собираат сите луѓе, се собирале и тогаш, се собираат и сите кои можат во тој ден да се најдат во Охрид, доаѓаат и од диаспората, посебно за овој ден, така да овој ден ни остана длабоко во нашите срца и се собираме и го прославуваме. 1999 година гледавме една емисија на телевизија Морис и уредникот на телевизија Морис, снимајќи ја состојбата на селото Сирула, на крајот даде еден заклучок дека едно село помалу во Македонија. Сакаше да каже дека ова село е мртво и веќе нема да постои на картата на Македонија. Тоа некако не погоди и 2000 година решивме да формираме еден црковен одбор и со цел да го вратиме животот во село. Прво што направивме како одбор, црквата ја изградивме, така речи, нова, од темели, ги задржавме зидовите и една фреска која можеше да се задржи, друго беше све распаднато и денес црквата е преубава. Потоа, така размислувајќи тогаш што овај прво ќе ни овозможи, што ќе ги донесе луѓето да се вратат во селово, заклучиме дека тоа ќе биде пред се црквата. Од тој ден, од тој момент, да речам, животот во селото почна да се враќа. За 8 месеци ние направивме црквата комплетно нова и ја преосветивме. Беше митрополитот Тимотеј, тој ја освети. На тој ден на осветувањето на црквата овдека имаше преку 1000 луѓе. Никогаш во историјата немало толку луѓе. Продолживме понатака дека ќе имаме потреба од трпезарија. Размислувавме што да правиме, кај да правиме нова трпезарија. Еден од постарите наши жители, случајно татко му нивни, рече: абе деца, видете го школото, ова ни беше школа, видете во школото, да не правите нов објект, видете таму дали може да се нешто направи. Дојдовме со мајсторите, а школото беше растурено. Тука тогаш во тие времиња вовци натре се чуваа и во разговор со мајсторите рече: можеме да го направиме преубав објект и така решивме трпезаријата да ја направиме во школото и денеска можам да кажам дека школото представува мотел. Продолживме понатака, пат до селото тогаш немавме асфалтен пат. Добивме асфалтен пат до селото и денеска може да се дојде со секакво возило. Во селово немаше вода, нормално немаше водовод. Од 1600 метра од еден извор го искористивме и донесовме вода за црквата, за школото и за 15 на куќи кои решија да си ги обноват, така да му пуштиме и таму имат сите куќи, денеска можат слободно да си доаѓат на викенд, да си одмараат во куќите и да ги обавуваат сите потреби што му се потребни во една куќа. Овде во селово доста се празнува и празникот Водици, Богојавление. Ние во салата, во школото, на тој ден, кога славиме Водици, 30 фамилии со тројца кумови, со музика, 2 дена и е многу весело и луѓето на тој ден навистина се чувствуваат многу пријатно. На времето во селата покрај кметот, попот, клисарот, односно питропот, има свое значење и даскалот. Имате ли училиште во селово, како те се викаше учителот што те научи да читаш и да пишуваш, да земаш, да собираш таблица множење и делење, колку ученици бевте училиштето? Јас тука учев до 3-то одделение, тоа е
1962 година некаде, во ова училиште, училиштето се викаше Гоце Делчев, и во тоа време во училиштето имаше околу 80 ученици. Знам дека во мојата паралелка броеше 20 ученици, а првиот наш учител е учител Војдин. Така? Од Злести, Војдин, од Злести, денес покој. И тој има куќа имот во населбата Радојца Новичи, и пред неколку години почна. Така. А вашиот учител? Истиот учител, заедно ние почнаме генерација, а ги памтам јас и поранешните учители што беа тука, го памтам и старото школо пред ова што било тука, после се користеше тоа школо за конференции, за скечови, представи, драми се одржуваја во старото школо. А што знам јас учители порано што биле, Јордан Спасески, Лескоец, Цане имаше, Ташко, Стојан, после со Војдин беше Методија од Велмеј, Ѓоко Маđар, Симон, Доминика, Тие беа помалку. покасно беа тие. Ова сега да ми кажете, како беше во тоа време организиран, така да речам, културно-забавниот живот? Оти во селата наши на времето имаше и домови на културата, наполното се организира и представи, имаше и, така да, да речеме, и диско клубови, и спортски турнири, и фудбалски клубови. Ова село немаше такви некои домови, што викате дом, културен дом, селски дом, него старото школо, во тоа време се користело старото школо и тука имаше представи што ги организира учениците, учителите заедно со учениците, и јас памтам една таква представа, али тоа било, имаше и задруга, кооперација, што викаме, таму кај Чешмет, таму се собираа луѓето навечер. Тоа е културниот живот. Меѓутоа на верските празници имаше многу луѓе, имаше 2-3 ора, не едно оро, се свиреше претежно со гајди, селово и го добило по некои преданија името по гајдата, по сурлата од гајдата. Затоа и се вика Сирула. Овдека на времето имало доста гајдаджи и на сите верски празници се игра ора. Покасно веќе и кларинети и тапани тие работи. Така. Може ли да се присетите на вашата младост, детство, кога овдека народот на сред село ќе се собереа за Божик, за Велиден, за Свети Никола, за Илинден и за сите наши празници православни македонски? Можам да се присетам како дете, сите ги памтам сите тие празници, ви кажувам дека имаше по неколку ора, посебно на Великден, на денешниот ден Свети Никола, по црквата, поготоа што црквата наша поноси името Свети Никола. На овој ден се собираат сите луѓе, се собирале и тогаш, се собираат и сите кои можат во тој ден да се најдат во Охрид, доаѓаат и од диаспората, посебно за овој ден, така да овој ден ни остана длабоко во нашите срца и се собираме и го прославуваме. Јован Трифоновски во својот научен труд Охридската Слушка област за Сирула го забележал и овој податок. Во подалечното минато, мештаните од селото Сирула учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење, како што е востанието на Ѓорѓиј Кастриот. Исто така во периодот под османлиското робство од страна на сирулци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението која со години била потискана во оваа регија.
Мештаните од селото Сирула учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во времето на Балканските и Првата светска војна, сирулци, како и безброј други македонци, ги оставиле своите животи на туѓите боишта, бранејќи ги туѓите интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерал жителите од ова село без размислување да се вклучат и во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Сирулци активно се вклучиле и во антифашистичкото движење. Од селото Сирула партизани и учесници во Народно-освободителната војна биле Вангел Николовски и Аргил Вељановски. Во периодот од 1950 до 1952 година постоела општината Косел, во која влегувале селата Вапила, Косел, Ливојшта, Расино и Сирула. Во периодот од 1952 до 1955 година селото било дел од општината Кошел, во која покрај селото Сирула се наоѓале и селата Вапила, Горно Лакочареј, Долно Лакочареј, Завој, Куратица, Ливојшта, Опеница, Орман, Плаче, Расино, Речица и Свињишта. Во периодот од 1955 година до 1965 година селото влегувало во рамките на тогашната општина Косел, а од 1965 година селото било сместено во Охридската општина. Оскудното плодно поле со кое располагало селото Сирула ги приморало сирулци својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале со своите оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и огледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци.
Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Да дајде Господ ситна роса, Господи помилуј. Ситна роса дар велике, Господи помилуј. Да се стори тебе. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше, што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Сирула на празникот Свети Никола Летен, чие име го носи Селската црква Свети Никола, ова 2023 во Господово лето. Почитувани мои, како мештаните од селото Сирула си ја празнуваа нивната летна слава Свети Никола Летен во селото Сирула, ова 2023 во Господово лето, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа. Нека дојде и ги джива напред. Овде, прамо. Dete na srce